Владата на денешната седница донесе одлука да ги прифати препораките на Комисијата за заразни болести за нов пакет рестриктивни мерки и препораки за периодот од 18 декември до 20 јануари на полноќ, со цел да се избегне зголемување на бројот на заболени од COVID-19 во престојниот период на празници. Мерките се однесуваат на ограничување на работното време на угостителските објекти, забрани за организирање предновогодишни и новогодишни прослави на отворен и затворен простор, а имаме јасни препораки до верските заедници, до работните организации и до општините, препораки за работата на рестораните во хотелските објекти. Владата донесе одлука угостителските објекти да работат до 18 часот, наместо до сегашните до 21 часот, како што беше досега со одлуките. Целта на оваа мерка е да издржиме сите уште малку пред ваквите рестрикции и да не дозволиме заради празнување да предизвикаме ескалација. Мерката носи име Празнувај одговорно, а целта е заштита од COVID-19 во предвечерието на вакцинацијата. За сите други мерки ќе информира министерот Филипче во продолжението на оваа пресконференција. Дозволете, почитувани граѓани, јас да кажам неколку работи. Ситуацијата налага акција и ние, како одговорна влада на која здравието на граѓаните и е во прв план, токму затоа ги преземаме овие дополнителни рестриктивни мерки за време на верските и новогодишните празници, за кои благовремено Комисијата за заразни болести реагираше и даде предлози. Апелирам оваа година да празнуваме одговорно. Ова е време кога треба да одбележиме, а не да славиме. Секој од нас е повикан да биде одговорен за да не предизвикаме нов брам на епидемијата. Токму сега, кога навистина сме на чекор до масовната вакцинација, после која целиот свет очекуваме да се вратат нормалните услови за живот, работа и развој. Апелирам да се издигнеме над постоечкиот личен интерес. Знам дека мерките што ги усвоивме не се популарни, но нашиот, а и вашиот избор е ставен меѓу поединечниот и краткотраен интерес за време на новогодишните и божикните празници и конечниот излез од заканата и последиците од COVID-19, без дополнителни последици по здравието и по животот.